Ширењето лаги и дезинформирањето во 2018 година во светот, а особено на Балканот и во Украина драстично се проширило со активностите на руските тролови медиуми, покажува извештајот на кампањата Европската унија против дезинформациите за 2018 година. Според извештајот, главен играч била руската компанија Internet Research Agency, која служи како фабрика за тролови на Кремљ. Таа лани имала 3 клучни цели: манипулација со гласачите во Соединетите држави, дезинформирањето во врска со вакцинирањето и најново дискредитација на НАТО, особено во државите кои сакаат да станат негови членки, меѓу кои е и Македонија. Ова истражување доаѓа како потврда на она за што при нивната посета на Западен Балкан кажуваат десетици дипломати, аналитичари и политиколози. Yes, we do see Russia playing an increasingly destructive role in much of the Balkans in spreading disinformation, undermining democratic institutions. And we've been clear in our conversations with the Russians that that is neither in their interests nor in the interests of the people in this region. Во однос на обидите да се подкопаат позициите и ширењето на НАТО, прегледот укажува дека освен интернет троловите, активна улога имали и руските медиуми, но и политички партии, активисти, дипломати и поединци, што од официјална Москва речиси секогаш било негирано со контраобвинувања дека тоа не е нејзина политика, туку политика на Западот. Како реакција на овие влијанија, институциите од земјите на НАТО презеле низа мерки, почнувајќи од Соединетите држави со покренување обвиненија против Internet Research Agency од Русија и 13 руски државјани. Според истражувањето на BuzzFeed News и Балканскиот проект за известување за организиран криминал и корупција, едно од обвинетите, Марија Богачова, работела и во Македонија во 2015 година. Реакција за мешање и надминување на властувањето од страна на руски дипломати или активисти имаше и во Македонија, кога поради шпионски дејности беа протерани 20 руски дипломати, за што според шефот на македонската дипломатија Никола Димитров имало црсти докази. Се работи за лице што со своите делувања излегло вон својот мандат и одредбите на Виенската конвенција за дипломатски односи. И ова беше реакција што е во функција на заштита на државниот интерес, на интегритетот на институциите и на безбедноста на државата. Зашто поефикасна борба со дезинформациите, ботовите и троловите, дел од западните држави направија драстично зголемување на казните за компаниите, кои во рок од 24 часа нема да ги отстранат дезинформациите. Па така, на пример, таквите компании во Германија може да добијат казни до 50 милиони евра.